Здраво, ова е 268-то издание на Видеологија со Златко Ѓелевски, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е Showing Up на Кели Рајкард, по кој станува збор за Лизи, глумена од Мишел Вилијамс, која е талентирана вајарка, вовлечена во една комплексна пријателска врска со Џо, глумена од Хонг Чао, која исто така е скулпторка, но и нејзина газдарица. Нивната проблематична пријателска корелација се должи на фактот што се ривали во своето професионално поле, но помеѓу нив се развива конфликтна ситуација со постојана тензија. Еден ден мачката на Лизи напаѓа гулаб и Џо ја згрижува повредената птица, но ја ангажира Лизи да ја чува, постепено развивајќи поврзаност помеѓу нив. Приватниот и професионалниот живот на Лизи се во постојана колизија, затоа што таа треба да се соочи со раздвоените родители, братот со кревка ментална состојба и опонирачката колешка за време на подготовката на незината изложба, за чии што потреби ќе биде оштетена една од незините скулптури. Прилично проблематичен е соодносот на Лизи со Џо, кој тенденциозно се темели на колоквијални микроагресии помеѓу интровертната Лизи, која константно бара од газдарицата да биде поправен бољарот за да може да се истушира во домот, и незиниот антипод, односно екстровертната Џо, која секогаш има поважна работа од тој подвиг, користејќи го за изразување на своевидна надменост врз подстанарката и колешка. Дисфункционалноста на нивната пријателска врска Рајкард ја прикажува на минималистички начин, инсистирајќи на рестриктивна експресија и стишен говор од уморната и депресивна Вилијамс, речиси сведен на шепот, наспроти нагласениот екот на за која последно говорев во филмот The Whale. Двете сакаат нивните творби да се здобијат со успех и бидат наградени со слава, која ќе им отвори нови можности, но и да беа во прашање две музичарки, актерки, режисерки и сликарки, нивото на завист или љубомора секогаш ќе биде присутно кога ќе се проследи туѓиот успех, кој нема да биде протолкуван како можност за подоцнежно стекнување на својата слава по трасираниот пат. Кога еден завидува, сите губат. Кога гулабот е повреден од мачката на Лизи, најпрвен таа го фрла на улица, отстранувајќи се од проблемот кој не ја тангира, што е сосема поразличен пристап од тој на Џо, која има емпатија и го згрижува животното, наместо да се отстрани од него, сметајќи дека не е нејзин проблем. Лекција по хуманост која ќе треба да ја научи и Лизи, која ја заборава таа димензија кај еден артист, фокусирајќи се на крајниот рок на изложбата и стресот кој таа го предизвикува кај неа. Но, токму Лизи ќе се опсенде со негата на гулабот и дури нема ни да сака да го предаде доброволно на Џо, развивајќи и тука нем надпревар помеѓу нив за тоа која е подобра негувателка. Иако братот на Лизи има нестабилна ментална состојба, е единствениот од така наречените артисти кој може да ги забележиме во комуната, кој сака страстно да говори за уметност и да разглобува за незиното значење, затоа што артистките, ако така може да се наречат, си молчат и си вајаат и за се разговараат, само не за интенции, осмислување и значење на творбите и нивната призма за креирањето воопшто. Можеби мотивацијата за креациите се крие во нивната глава и на гледачот му е оставено да интерпретира, ама механичко клесање на творби од страна на ликови ми е многу фабричка димензија, а уметноста не треба да има мануфактурна дејност. Деликатните скулптури на Лизи, направени од Синтија Лахти, добиваат живост со вибрантниот колорит, но дали филмот има доволно емоционален габарит да го задржи вашето внимание, самите ќе одлучите. Velvet Buzzsaw, The Best Offer, Crimes of the Future, The Square, Flux Gourmet се само неколку екстремни прикази, корените сатири во кои се опфатени заедници во кои се создава уметност, односно се прикажуваат механизмите за делувањето на уметничките кружоци и хиерархијата во нив, и секој од нив е погласен и повпечатлив од скромниот филм на Рајкард, па во споредба и со First Cow, ликовите во тој филм имаа поголема фасцинација со правењето на колачи, отколку уметничките со создавањето на нивните дела во новиот филм. Меѓутоа, неминовно е да се дојде до согледбата дека секој лик има удел во животот на своите блиски во филмот и тоа го моделира туѓиот поглед на свет. Огнот е природен елемент кој не секогаш човекот го држал под контрола, така што ако ја релативизираме символиката на прекумерниот пламен, кој ја гори скулптурата, може да
биде метафора за непредвидливото однесување на членовите на нејзиното семејство и потесен круг, кој не може да ги контролира, кои на еден или на друг начин штетат на нејзиното здравје и работа. Не очекувајте катарзичен продор на абсорбираните и наталожени слоеви на фрустрација и кајлизи, кои би пламнале на површина. Не е ова таков филм, ниту па сака да биде. Мако трпен е самиот процес на создавање на уметнички творби, па кога ќе се воведе варијабилата на проблематичното однесување на блиските анализи, додатно се комплицира подготовката на изложбата. Секојаш ќе надвиснува култот на незиниот татко Вајар, чие што дело ќе биде недостижно за неговата ќерка, инстанца која што создава додатен притисок во експресијата, која е во конфликт со незината мајка. Рајкард во неколку наврати фрла перспектива исклучиво на гулавот во преден план, без да се инволвираат Џо и Лизи во неговиот видокруг, за да му даде до знаење на гледачот со оваа постапка дека има зацкриена димензија неговото појавување во делото, која е страна за вајарките. Може да се толкува неговото појавување како императив за иницирање на началата на нега и грижа кој уметничките, за да се потсета на хуманата димензија која имаат подзаборавено, односно како лепак кој треба да ги зближи една со друга, затоа што меѓусебно се препираат за се и сешто и повеќе се штетат со таа притаена завист и омраза, отколку што би прогресирале доколку би си помогнале една на друга. Самиот наслов може да се интерпретира буквално како појавување на важните мигови од страна на најблиските, како што е поддршка за една изложба, на пример, за да се добие впечатокот дека некому му значи туѓиот труд или едноставно се прави лице со своето појавување. Потоа се појавува и гулавот во животот на уметничките, односно одржување на зборот со своето договорено појавување, или пак да се појавиш во својот живот, односно наместо да бидеш поддршка на туѓите боишта, да застанеш во први редови на своето. Филмот е снимен од страна на директорот на фотографија Кристофер Бловед, снимателот со кој Кели соработува уште во Микс Катов до ден денес, кој ги има снимено и Ема и Mid-90s, чии што единствени интензивни бои ги забележуваме во изложбените салони, во галериите и ателијата. Останатите во домовите се придушени, а во случајот на домот на братот на Лизи дури и стемнети се просториите да одговараат на неговото расположение и ментална состојба, иако поголем дел од филмот е снимен на дневно светло со десатурирани бои, односно снимен во поширок аспект од ригидните периодични микс катов и фрст као. Рајкард го монтира филмот затоа што самата најдобро знае како да ја прикаже визуелната монотонија на секојдневниот живот на уметничките, да долови тензија без амплитудно нагласување и при тоа да го восстанови протокот на време, кој што успева. Филмските квалитети се и негови недостатоци, доведувајќи ме до прашањето дали е овој спорадичен тек доволен за анимирање на гледачкиот аудиториум. Композиторот Итан Роуз од Параноид парк на Ван Sant е комплементарен на тонот на кој што цели Рајкард во монтажата и неговиот звук е потиснат до степен на непостоење, односно минималистичка електроника која ми делува како да се отвора музичка кутија, секогаш кога ги гледаме скулптурите на Лизи и треба да сведочи за поривот за креирање, кој не е вербализиран од Лизи, но е отворен на дело. Речиси натуралистичка, ненаметливо суптилна е креацијата на Итан, што одговара на концепираниот кршлив тон на творбата. Режисерката Кели Рајкард се појавува во рамките на независната американска филмска сцена во 90-тите години на минатиот век, конкретно во 1994 година, започнувајќи ја соработката со Лери Фесенден во River of Grass, филм во кој незадоволна домаќинка и одметникот глумен од Лери прават упад во дом и поради истрел од оружје се во бегство од законот. Уште од првиот филм ја профилираше потребата од колизија на ликови со контрастен темперамент. Во 1999 година го снима филмот Оуд за забранетата љубов на парот кој е подготвен да направи грев во религиозната заедница која не ги прифаќа како свој. Нејзините култни дела ги снима во 2000-тите, поточно во 2006 година го снима Old Joy, филмот кој го реферирав кога го рецензирав The Eight Mountains, затоа што го опфаќа кампувањето на двајца стари пријатели во планинскиот предел околу Портланд, Орегон, природен регион во кој се ситуирани повеќето нејзини филмови. Во 2008 година за прв пат соработува со Мишел Вилијамс, која ја има носечката улога во Венди и Луси, која се наоѓа во незавидна позиција поради неочекуваните настани кои ја предизвикуваат нејзината финансиска криза.
Таа во 2009 година си поигрува со заматени бои во експерименталниот краток Тревис, предводен од изјавите на мајката на која и починал синот во војната во Ирак, истата година кога Рајкард соработува и со Тод Хейнс за експерименталниот Dan a Year, кај што исто така ги естетизира природните убавини на Портланд. Наредната година го снима периодичниот микс Катов, опфаќајќи ја монтенската преселба на доселениците во пределот на Орегон. Во 2013 година го снима Night Move со Джесе Айзенберг, Дакота Фенинг и Питер Сарсгард за тројцата радикални екологисти кои подготвуваат бомбардирање на една хидроелектроцентрала која е далечно ехо предвесник на актуелниот How to Blow Up a Pipeline. Кели и Мишел повторно соработуваат на Certain Women во 2016 година, која глуми лик чишто животни патишта се вкрстуваат со ликовите на Лора Дерн и Кристен Стюарт. Во 2019 година го снима филмот First Cow за пријателите кои крадат млеко за нивните колачи, кој го рецензира во 131-то издание на Видеологија од третата сезона на емисијата. Омеѓу време таа и нејзиниот снимател фиксираа камера во една гранка на која се наоѓа Буф во ноќта и го снима пред да одлета, категоризирајќи го овој процес во краток филм именуван како Owl. Кели има за цел на гледачите да им овозможи краток поглед во животот на нејзините енигматични протагонисти, да ги запознае со нивните колоквијални перипетии и предизвици, за да може да ја состават поголемата приказна и да добијат идеја каде би се движел животот понатаму, како во случајот на Лизи и Џо, кои во наивниот епилог си заминуваат од поставката на изложбата како пријателки, без разлика на творбите, ќе треба да продолжат да живеат во подреден однос на газдарица и станарка. Убеден сум дека тивката Лизи е малтене поглед во огледало за Рајкард, која можеби себе си се доживува како режисерка од Орегон, надвор од студискиот систем, која снима независни филмови, со надеж дека ќе бидат прифатени од љубителите на филмот, додека нејзините колешки имаат ширум отворени врати во студискиот систем. Филмот имаше својата премиера на Канскиот филмски фестивал минатата година, кај што не беше награден, а потоа се прикажа на фестивалите во Њујорк, Виена, Сарасота, Феникс, Атланта и повеќе американски градови, односно турнеја во големите киносали која ја организираше дистрибутерот A24 за да се прошири убавото слово за овој филм, кој поради неговата кротка природа нема да предизвика поголеми бренувања во филмската сцена. Slice of Life филм за дисфункционалната врска на две уметнички кои треба да најдат заемен јазик за да го решат конфликтниот меѓусебен однос, за да може да функционираат во уметничката заедница во Портланд, односно филм за гулабот кој ќе биде лепакот во нивната пријателска врска. Уметноста бара жртва од уметникот и не секој е подготвен да страда за своето дело, но на уметникот исто така му се потребни услови во кои творбата ќе може да го постигне својот зацртан потенцијал, како и реципиенти кои ќе се појават за да уживаат во неа. Ако морам да го евалуирам, тогаш Showing Up од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 268-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Последете и постанатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!